Горан Тодоров, а утре вечер ќе реализираме уште едно издание на ТВ Објектив во живо од студиото со вториот кандидат за градоначалник Митко Јанчев од редовите на ВМРО ДПМН. На самиот почеток да кажам дека вечерва ќе можете и вие, доколку имате прашања до нашиот гостин, да поставувате, а во текот на емисијата ќе се потрудиме да дадеме одговор на вашите прашања. ТВ Објектив започнува во овој момент. Господине Тодоров, благодарам што сте дел од нашата емисија. Благодарам на поканата, благодарам што имам можноста оваа вечер бар дел од мојата програма за локалните избори, предводена од СДСМ за коалицијата Најдоброто за мојата општина. Да искористам приликата, мене ми е навистина криво што мојот против кандидат Митко Јанчев не прифати ТВ дуел на оваа ваша телевизија, да ги судриме аргументи за тоа што во оваа кампања има уште еден ден и не успеавме да дадеме одговори, поточно тој не успеа да даде одговор на некои наши прашања. Да, меѓутоа ќе имате можност да представите дел од вашата програма и вашите проекти. Пред да започнеме со разговор во студиото, предлагам, почитувани гледачи, да ја слушнеме биографијата, представување на кандидатот за градоначалник од редовите на СДСМ Горан Тодоров. Режија, да го погледнеме прилогот. Горан Тодоров е роден на 5 јули 1971 година. Во Кавадарци го завршува своето основно и средно образование. Високо образование стекнува на Универзитетот Гоце Делчев Штип, Факултет за природни науки, одсек за индустријска логистика. Од 2004 година до денес работи во компанијата за производство на безалкохолни пијалоци Кодинг Горска, како менаџер на одделот за производство. Во политичкиот живот влегува релативно млад. На своји 29 години станува председател на Совет на општина Конопиште. Оваа функција ја извршува во периодот од 2000 до 2004 година. Исто така, тој е член на извршниот одбор на СДСМ Кавадарци во 2 мандати. Првично со мандат од 2006 до 2010 година и уште еден мандат од 2013 до 2017. Во 2017 година Горан Тодоров е избран за председател на општинската организација на СДСМ Кавадарци, функција која ја извршува до денес. Кратко представување за нашиот вечерашен гостин, господине Тодоров. Еве, ќе почнеме со прашањата. Доаѓате од приватниот сектор како менаџер во приватна компанија. Кој беше главниот мотив да влезете во трката за прв човек на општина Кавадарци за градоначалник? Па добро, иако доаѓам од приватниот сектор, како раководител во една приватна компанија со работен стаж од околу 20 години, главниот мотив ми беше тоа што јас сум беше член на Социјалдемократскиот сојуз од 96 година, сум ги поминал сите партиски структури, сум бил еден од најмладите претседавачи на Совет, сум бил неколку пати член на извршен одбор при општинска организација на СДСМ Кавадарци, сум бил во 2 наврати шеф на изборниот штаб, пријавив интерес за учество во пријавувањето при Социјалдемократскиот сојуз при пријавувањето за можен кандидат за градоначалник на локалните избори, извршниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз, јас да ја добијам шанста на овие локални избори и еве сум тука во борбата за градоначалничката фотелја. Така, како го оценувате досегашниот развој на општината? Дали централната власт и во минатото и сега доволно одвојува за Кавадарци како една од позначајните општини во државата, која што нели го полни републичкиот буџет? Па овака, ако се вратиме наназад, или поточно од 10-11 години, за разлика од тоа што е направено во овие 4 последни години, вложувањата пред 2017 година
и вложувањата од 2017 до 2021 година се многу минорни во однос на тоа што е вложено за овие 4 години од страна на локалната власт. Или поточно се вложени 11,1 милион евра во различни проекти во општина Кавадарци. Јас ќе набројам само неколку од нив рехабилитација на регионален пат Кавадарци-Росон 830.000 евра 8,1 км преку јавното предпријатие за државни патишта. Изградба на патен правец Мушогроб-Мрежичко 7,15 км, 1.100.000 евра. Рехабилитација на Возарци Раец Фариш 1.600.000 евра. Сите влезови во градот и изградба на велосипедска патека од мостот во село Ватша до Моклишка Воденица 560.000 евра. Реконструкција на водоводни линии и атмосферска канализација на улици во село Сопот 240.000 евра. Реконструкција на улици и булевари 2 влеза 5 км 816.000 евра. И да не ги набројувам сите поставки, значи не е така како што кажува мојот против кандидат, дека во овие 4 години се што е направено во Кавадарци е направено буквално од него. Во еден од своите настапи Јанчев кажа дека тоа се проекти кои што остануваат во Кавадарци, конкретно за мостот во Ваташа, дека тоа не е мост ниту на Јанчев, ниту на било кого, туку дека е на Ваташани. Сметате ли дека централната власт треба така да постапува со општините? Да, ако да не забораваме у едно малку поизминато време, исте тие пари што ги плачеме ние граѓаните преку даноци и по други разни основи, тие средства завршуваа во Скопје, во Жални Врби, во Споменици, во Галии. Сега доаѓаат кај граѓаните. Сега доаѓаат и се враќаат кај граѓаните. Разликата е во тоа што ова власт предводена од СДСМ и од премиерот Зоран Заев, граѓаните не ги дели на ваши и наши или на нивни и други. Вашето представување на митингот во Кавадарци порачавте дека сакате да направите најдобра општина, општина без корупција, економски моќна, уредена и чиста, вистински сервис на граѓаните. Ова е дел од вашето обраќање пред Кавадарчани на митингот. Досега го немаше ли сето ова во општината? Досега го имаш сето тоа. Но сето тоа треба да се подобрува, да се надградува. Фалат многу клучни структури што треба да се вклучат во функционирањето на општината. Нас ни фали во функционирањето на општината интелектуалната сфера. Ни фалат невладините друженија. Ни фалат обичните граѓани. Сите ние граѓаните треба да ја креираме локалната политика на општината. Таму спомнавте и дел за корупција. Ние овие денови секој ден на пресконференции го прашуваме градоначалникот за твртувањето на маркицата за бензинска пумпа во неговата компанија, за елитната населба во 12 ватишки другари во негова собственост, за промена на детален урбанички план. Да, немаме одговори на тие прашања. Значи, тука има едни многу интересни работи. Унапредувањето на Кавадарци. Градоначалникот се фали со проект Затворен базен. Затворен базен помина на влада пред да се распишат локалните избори. Тендерирањето или тендер за документација е завршена, после изборите треба да се објави јавниот повик за избор на изведувач. Пак ќе кажеме, идејата потекнува од мене или од градоначалникот.
Да, ама некој имал слух, затоа што сите знаеме како одвива политиката, лобирањето е тоа што дали се додели, еве за ваша информација и за информација на граѓаните на Кавадарци, дека тој базен во последен момент владата одлучи средствата за тој базен, затворен базен, да ги додели за Кавадарци. Благодарение на нашите пратеници. Тоа е правата виси за тој базен. Не може некој друг да си ги зема заслугите за се што е направено во Кавадарци. Сигурно и на вас и на граѓаните во Кавадарци моје сеќавање на една изјава на градоначалникот Митко Јанчев на вашата телевизија, на лице место, не се сеќавам точно на која улица беше, после 30 години дочекавме оваа улица да се асфалтира благодарејќи на Република Северна Македонија. До него стоја министр за транспорт и врски Бочварски, градоначалникот Митко Јанчев, дел од нашите советци, партеничката Даниела Колева, партеникот Панчо Минов. Се што сакам и јас и граѓаните да се зборува вистината. Дел од коментарите овие денови додека одат овие пресконференции, препукувања, велат дека градоначалникот добро менаџирал и затоа ги добивал парите од државната каса. Па градоначалникот колку добро менаџирал со јавните предпријатија во Кавадарци, сега јас ќе ви дадам некој податок. 2017 година јавното предпријатие Комуналец завршува со фактурирање на вода 3,15 милиони метри кубни. Тоа е врвот што до сега некој директор успеал да го постигне. Заклучно, 2020 година фактурирањето на вода беше 2,514 метри кубни вода. И на што Или загуба од некои си 600 до 700 илјади метри кубни вода, или во пари тоа е некои си 10 до 12 милиони денари. Во споредба, од изворот Лукар доаѓаат 7 до 7,5 милиони метри кубни вода годишно. Од новиот цевково што се направи 2011-12, уште милион до милион и пол, тоа се меѓу 8,5 и 9 милиона метри кубни вода вкупно што влегуваат во Кавадарци. Минус овие 2,5 остануваат 6,5. 10 до 15% загуба, значи луда мара треба да биде пловна. Менаџментот на Комуналец, значи треба да си најде каде му бега водата. Или некој ја кради, или не се фактурира. Што предлагате во тој дел, еве, доколку ја добиете поддршката? Значи Комуналец имаше еден перфектен систем СКАДА. Преку тој систем СКАДА се контролираше притисокот на сите мерни станици што ги има Комуналец, на главните точки проблематични во градот, и во секој момент се контролираш притискот. Уништен е софтверот за читање на водомерите. Значи, сведоци сме дека на граѓаните овие денови му стигаат ненормално високи сметки. Јас се запрепастив, вчера видов сметка од 5200 денари од јавното предпријатие Комуналец. Нашата мерка за Комуналец, доброто менаџирање тука, може да се врати на стајите од 2017 кое не е идеално, али е задоволително. Првата мерка, после освојувањето на локалната власт, која ќе биде донесена во интерес на граѓаните, ќе биде намалување на сметката од јавното предпријатие Комуналец до 50%. Градоначалникот Митко Јанчев како портпарол на Комуналец излезе и кажа у негов стил, он за се знае у градот што се дешава, цела проблематика а знае, за разлика од мене, јас не сум таков. Има експерти у сите области.
и кажува невистини дека не може да се намали ни 5, ни 10, ни 20% сметката, ама не е така. Едино ставките од сметката на комуналец ја контролира Вода за физички лица и Фонд за канализации регулаторна. Ама на жалост, таа ставка од 2015 па до ден денешен регулаторна ја покачила само за 22%. Додека ставката џубрарина покриен простор од 1,1 денар е покачен на 2 или 89%. Ставката џубрарина двор 50%. Ставката зеленило 250%. Значи сметките за комуналец овие 4 години се покачени за повеќе од 100%. Меѓутоа тука граѓаните сигурно ќе кажат, па и Советот беше мнозинство СДСМ и овие одлуки добиваа поддршка. Па на жалост или нашите советници на жалост гласаа воздржани и оваа точка помина со 20 советници и советници од ВМРО и други 20 од нашата коалиција кои требаа да бидат иземани од гласни затоа што тие исти советници беа запослени во комуналец. Ама на жалост тоа помина така како што помина. Иначе нашите советници гласаа воздржани по однос на оваа точка. Сакате да кажете дека високите сметки од комуналец на кои што реагира дел од граѓаните не се причина по високите цени кои што ги диктира регулаторна комисија, Апсолутно туку така. ставките кои што се однесуваат на зеленило и сврлање на смети така натаму. Апсолутно така. Дури и цената на водата може да биде помала затоа што се извинувам. Не знам колку знаете дека регулаторна маргината на цената на водата ја одредува према трошокот или трошковникот што ќе го достави нашето јавно комунално предпријатие до нив. И она одредува цена, маргина, долна граница и горна граница. Или сега е 18,90 или 19 денари по метар кубен до 23,4 денари. Точно е тоа дека Кавадарци плаќа во моментот најевтина вода. Ама високите сметки се најмалку од потрошената вода. Меѓутоа па имаме поголеми зелени површини. Па сега зелени површини, точно е тоа има и треба да стремиме уште повеќе да ги имаме. Знаете како во изминатите години кога некој ништо не направил, да земете една четка дрво да офармат се гледа. Али не е све у бетон и у зеленило. Сега више преминуваме у делот на екологијата. А мислам дека тоа ќе го Ќе оставиме говориме и понатаму секако во емисијата. Друга мерка, извините што Да, повелете. сакам да ја представам, а што директно ќе влие врз буџетот на граѓаните на општина Кавадарци е укинување на паркинг места низ градот. Некако што некој сака да прикаже укинување на јавното предпријатие паркинг, него на дел од паркинг места. Каде ќе останат паркинг места платени, затоа што целата на формирањето на ова јавно предпријатие беше и таа да се растерете сообраќајот во централното градско подрачје и после освојувањето на локалната власт секаде низ градот ќе бидат укинати платените паркинг места сем на улицата Илинденска, Митуга Хаджи Василев Јасмин и улицата 7 септември до првото кружно токче пред мостот пред Јаврот. Оние жители кои живеат на овие три споменати улици ќе бидат ослободени од плаќање паркинг. Само тие што живеат. Да. А сите оние кои што ќе дојдат да паркираат, сепак ќе плаќаат паркинг. Тоа беше целата и да се растерети. Затоа што овоа предпријатие за 2 години продуцира загуби кои се околу меѓу 8 и 10 милиона денари, што се пак наши пари. Општинскиот буџет му префрла за плати.
Меѓутоа, ако се укинат, како што велите, давачките на оние кои што имаат живеалиште на овие улици, тоа нели значи дека ќе се влоши финансиската состојба уште повеќе на јавното предпријатие Паркинс? Тоа јавно предпријатие е проектирано да работи со 25 луѓе. Што ќе размислиме дали тие луѓе ќе ги преземе друго јавно предпријатие? Колку има вработени сега? Проектирано беше за 25 луѓе. Сега е околу 50 некаде. Од која администрација пола. Така да ќе има реорганизација на тоа јавно предпријатие. Макар што градоначалникот Митко Јанчев мисли дека се он што ќе создаде, дека тоа мора да функционира, али реалноста покажува малку поинако. Исто друга работа за јавното предпријатие Комуналец. Се формира работна единица нискоградба. И таму пак слободно може да проверите. Мене ми е навистина многу крива што у Кавадарци многу малку имаме истражувачко новинарство. Таму слободно може да проверите дека у Комуналец има тендери, си добиваат компаниите тендери, а оваа единица работна нискоградба беше формирана баш ради тоа. Паркинзи сега го бележеше странична фирма, обележувањето на паркинзите. Така да после освојувањето на локалната власт ќе има целокупна ревизија во работењето на и на општината, и на јавното предпријатие Комуналец, и на паркинзи. Да се види точно кој што работа. И најбитното, ревизија на урбаничките планови, за тоа што не смееме да ги дозволиме грешките кои што се направени во минатото или изградата на стамбените објекти и згради во паркот или пред паркот, ако некој се вади на претходен совет, на претходен градоначалник, али може да се донесе мораториум, да се види како тие објекти, како тие згради ќе влијаат на животната средина. Ветувате дека ова, доколку добиете подршка, ќе ставите ревизија и на тоа како е градено, дали е... Тоа што е изградено не можеме да го рушиме. Али ревизија на сите детални урбанички планови ветувам дека ќе направиме. Затоа што мора да се прекине со неконтролираното градење. Особено во градското јадро. Граѓаните треба да знаат дека воздухот што го дишиме ние е нешто највредно во Кавадарци. А во моментот, на жалост, не стоим баш добро. Ке говориме за екологијата. Што она што нудите во вашата изборна програма во делот на инфраструктурни проекти? Во делот на инфраструктурни проекти нудиме доста. Почнувајќи од патеки за велосипед, почнувајќи од термоизолатски фасади низ градот. Значи сега термоизолатски фасади низ градот нема видам, ние само ги фарбаме. И тоа е дупла работа. Енергетски крови по јавните институции, енергетски кров во спортска сала Јасмин, инсталација на соларни панели во градинките и во училишта и уште многу други работи. Реконструкција на игралиште во Ватша, монтаж на трибина, преименување, пак ќе повторам, затоа што градоначалникот умее да ми ги преокрене зборовите, преименување на игралишто Калница во 12 ваташки другари. А не на фудбалски клуб Габер? Не. Фудбалскиот клуб Габер, кој што е основан 1962 или 68, да не ги навредам селаните од Ватша, од село Ватша, да не ги навредам, 1962 или 1968 си останува, затоа што ФК Габер е синоним за Ватша. Меѓутоа Калница ќе биде променето во 12 другари. Стадионот во Ватша ќе добие сосем нов лик. Исто така промена на атлетската стаза во спортската сала Јасмин, со Татран, современа стаза, промена на тревата со вешка трева, реконструкција на игралиште во село Глишич, во Марена,
и многу други такви проекти. И изградба на спортски сали Сопот, Марена, Возарци. Или со еден збор се што му е потребно и можеме да навлегуваме во детали во програмата. Реконструкција на улици, значи имаме во програмата ставено пречистителни филтри за вода во градинки и училишта, набавка на интерактивни табли, едносменска настава во училиштата. За секоја местна заедница имаме ставено што треба слога пример реконструкција на улица Карпаш, воведување на технолошка вода, бетонирање на долот на улица Ѓоре Брушански, поправка на и замена лулашки за деца на улица Преспа, изградба на ново игралиште за деца. Дали ова се проекти кои што ги барале граѓаните? Значи како Да, ова се проекти чисто по барање на граѓаните. И овие двете мерки што ги спомнав и за паркинзи и за комуналец, не е тоа дека на Горан Тодоров се досетил он да ги стави. Тоа е по барање на граѓаните. И јас сум човек кој што ги слуша граѓаните. Ви спомнав, не сум јас експерт за сите области, арно ама за Кавадарци да оде напред. И да не биде на овоа ниво. Пак ќе напомнам. Кавадарци дал многу интелигентни луѓе и ги има, и ги создава и ги ствара. Локалната политика, дали тие биле вклучени во партиските инсталации, наши или на другите партии, не е тоа важно. Сите тие фактори човечки, ние мораме да ги вклучиме во креирањето на политиката во Кавадарци. Обштествената политика. За тоа што сите че имаме бенефит од тоа. И на крај невладиниот сектор. Значи, овие 4 години заборавам невладиниот сектор во буџетот на општина Кавадарци има таму некое мало делче се распределува како што се распределува. Значи овој 25 дена 17-18 дена дека трае кампањата сум имал безброј средби и со невладини, и со гостители, и со адвокати, и со сите тие барања се преточени во програмата. Продолжиме со емисијата понатаму. Тука ќе го побарам од режија првиот блок на реклами. Наш гостин за оние кои што подоцна се вклучуваат во програма е кандидатот за градоначалник од СДСМ, господинот Горан Тодоров. По рекламите продолжуваме со разговорот. Промотивно. Во октомври. Арена и Нова спорт каналите. Само на Инел. Лайфер Cold Filtered Beer. Ладно, филтрирано, непастеризирано пиво, произведено по најсовремена технологија. Сега и во лименка од 330 и 550 милилитри. Лайфер Beer. Знам што е најдобро. Бензинска пумпа ДМД Oil со мини маркет, кафетерија, детско капче за одмор и релаксација. Наполнете го резервоарот и продолжете на вашата дестинација. Достава на нафта и нафтени деривати во Кавадарци и целиот Тиквешки регион со сопствени возила. 071 324 100 од десната страна на излезот од населба Глишик на патот Кавадарци Неготина. Бензинска пумпа ДМД Oil. Ова е Тино, експерт за лупење компири. Има исечено цел вагон кромит. Тој е искусен готвач. Не, Тино едноставно има фант, бидејќи искуството може да се купи. За совршен вкус, тука се фантастичните мешавини за подготовка на јадење. Фантастично.
Golden Rose. Козметика за лице и тело. Безпрекорна нега и убавина. Врвен квалитет. На Илинденска во Кавадарци. Ваш Golden Rose. Секогаш чекор пред другите. Модерно, комфорно, практично. Со најниски цени. Триесет години со вас. Ваша малинка. часот 47 минути се враќаме во студиото по блокот за нашите деловни пријатели. Ги испочитувавме и нив во емисијата. Ке продолжиме понатаму со разговорот во ТВ Објектив со нашиот гостин, кандидатот за градоначалник на Кавадарци од СДСМ, Горан Тодоров. Господине Тодоров, во вториот дел ќе продолжиме исто така со делови од вашата програма. Што е она што ќе им понудите или им нудите на кавадарчани во овој предизборен период пред да се одлучат за гласање на 17 октомври во делот на капитални проекти? Па ево вака, нашите топ 5 клучни капитални проекти се гасификација, зелено Кавадарци, пречистителна станица, стартап центар за млади и откупен центар за гроси. Тоа се 5 проекти на кои што топ клучни капитални проекти. Ветувате ли време кога би биле реализирани или во цели? Гасификацијата до 25 година, откупниот центар за грози до 23-та, стартап центрите за млади до 22-та, пречистителната станица до 25-та и зелено Кавадарци, екологијата не може да наметниш темпо. Она е една жива материја која што цело време треба да се надградува. А ние, на жалост, во Кавадарци не сте ни на почеток. Вие спомнавте у делот на емисијата зелени површини, ама само зелените површини не се екологија. Екологијата е барање секојдневно на граѓаните, подигање на свест, учење на најмладите и цело време наградување, надградување и журирање. И најбитното, вклучување на се повеќе и повеќе невладини организации кои се бават во делот на екологија. Во Кавадарци, на жалост, имаме само една или уште една што не е активна. Екоживот. И јас дадов ветување дека после освојувањето на локалната власт од моја страна и мнозинство со советничката листа на најдоброто за мојата општина, со носител доктор Диме Коцев, дека во управувачкиот одбор на јавното предпријатие Комуналец едно место ќе дадеме на еко живот. И не само на нив, сите невладини здруженија ќе бидат во каде што дозволува статутот на општината, или внатрешни или надворешни членови од сите невладини здруженија кои што ги имаме на територија на општина Кавадарци. Што за жал тоа до сега не бе случај.
Најавивте изградба на откупен центар со оглед на тоа дека Кавадарци е еден од најголемите лозарски региони во земјава, пред се во Тиквашијата. Како планирате ова да го реализирате? Дали е потребен ваков откупен центар? Ете, од вашите опоненти од ВМРО ДПМ не реагира на вашата пресконференција кога го најавивте овој проект, дека со овој проект сакате да ги манипулирате граѓаните. Добро, ВМРО на ДПМ на жалост со ништо не се согласува што ќе понуди владата или што ќе направи. Они се само кочничари на се. Како што гледаме у изминативи месеци, кочничари на многу закони, кои се во директен интерес на граѓаните. Идејата за изградба на регионален откупен центар е остварлива и тоа ветува ние ќе го оствариме. Затоа што не да мислиме, знаеме, сме направиле со консултации со стручњаци од таа област и такви регионални центри функционираат во нашиот регион. И во Грција, и Бугарија, и во Србија. Така да со изградба на тој регионален центар, барем малку од малку, ќе му помогне на земјоделецот да донесеме купувачи од земјава и од регионот, а се со една цел да се подигне цената на нивниот производ кој мачно го ствараат и ни оди во прилог и една друга работа. Да не забораваме, или колегите од другата страна со кратко памтење, 1 јануари 2023 година подпишана е мини Шенген зона или соработка со Србија, Македонија и Албанија. Или просто кажано се отвараат граници за проток на стока, на луѓе и на други добра. Гасификацијата е, господине Тодоров, дел од речиси сите изборни програми како ги слушаме кандидатите за градоначалници, а тоа покажува дека гасот е неопходен енергенс за секое домаќинство, за секој индустријски капацитет. Еве вака, има ли реална шанса Кавадарци да добие газ? Рековте и рок до кога? До 2025. До 2025. До крај на мандат. Ќе се прави тоа со пари од буџетот на општината или сепак ќе требаат пари за изградба на таа мрежа и помош од државата? По овака примерната гасоводна линија више минува до Кавадарци. До Кавадарци. Или е веќе на влезот во Кавадарци. Кога ќе протече првиот газ, трошковите за таа гасоводна мрежа се некаде цирка 60 до 70 евра по метар должен, или инвестицијата би била за секундарна и терцијарна мрежа околу 900 до милион евра. Значи тоа не се некои големи пари, може и со буџетски средства, може и со помош од централна власт. Значи тоа е остварливо. Вкупната должина на мрежата низ Кавадарци е некаде меѓу 15 и 16 километри гасоводна мрежа. Што добиваме со гасот? Прво, екологијата, значи гледаме се врти околу екологијата. И тука нема жалење на средства за тоа. Искуствено, први две општини кои што направија гасоводи во Македонија, Струмица и Куманово. Примерно, една јавна институција за грејна сезона троши 25 милиона денари со основен енергенс, кога се врза да енергенсот биде газ, трошковите се намалија за 50%. Или што кажува тоа? 40 до 50% секаде и во индустријски капацитети, и во јавни институции, и во домаќинства ќе паднат трошковите за греје. Или за се што друго може да користим тој
енергија се. Голем е благодетот и тоа го очекуваат граѓаните во секоја општина, па и во Кавадарци. Од режија ќе замолам доколку имаме прашања од гледачите да ги подготват, да можеме да ги гледаме на мониторот во студиото. Господине Тодоров, да проговориме и за социјалната заштита како една од надлежностите на општината кои што доаѓаат со децентрализираните надлежности. Тука во вашата програма најавивте изградба на дом за стари лица, што Кавадарци го нема, е од голема потреба. Има ли реални шанси да се реализира овој проект и што друго можете да понудите доколку ја добиете довербата од кавадарчани на 17 во делот на социјалната заштита? Па овака законот за социјална заштита или измената на законот донесена на 23.5.2019 година донесе новини некои кои локалната самоуправа, сем јавните установи, се мисли на детските градинки, старачките домови, во членот 11 предвидува формирање на совет за социјална заштита при локална самоуправа. Тој совет, на жалост, во локална самоуправа Кавадарци е направен, ама не функционира. Годишен план за социјална заштита треба да се изготви, да се прати до мислење во Министерство за труд и социјала. Локална самоуправа Кавадарци изгубила 2 години, се уште не е пратен. Во тој план се реализираат сите наведени активности. Од деца со посебни потреби, од слепила или сите оние мерки или таргет групи кои што спаѓаат под закон за социјална заштита. Тоа значи дека Тоа е на маргините. Значи овој совет за социјална заштита, он е формиран, ама само на хартија. Нити е составен, нити имат план. Во овој дел, дали еве вашиот опонент ветува изградба и на дневен центар за лица со посебни потреби? На жалост и таму е пропуштен рокот. Од антикорупцијска добија одговор, мојот против кандидат сакаше да го пушти тој дневен центар со ангажирање на волонтери со поста во домовите пред изборите, ама закаснаа како администрација. Лиценца добија во јули, а антикорупцијска го одби за тоа што се избори. На жалост. Во тој момент антикорупцијска можела да прогледа низ прси за тоа што се работи за Осетлива категорија. осетлива категорија. Веќе имаме прашања. Ајде да видиме. Јанчев на прес најави загуба на вода од Лукар во Конопиште. На што мисли со тоа? Па Јанчев најави на прес загуба на вода од Лукар во Конопиште. Што мисли на тоа? Јас утре денто на прес го прозвав да каже што точно мисли. Дека јас сум чист пред граѓаните. Јас кажав колку дотокна има на вода од Лукар до влезот во Кавадарци. Ама Јанчев заборави да каже една друга работа. Како тоа кажа има дека загуба на вода има, јас тврдам дека има, а не кажа загуба на електрична енергија. Значи од главниот цевовод, од изворот Лукар до влезот во Кавадарци немаме загуби на вода, а немаме загуби на електрична енергија и имаме загуби на вода. Значи господинот Јанчев со неговиот менаџерски тим, кој што зима огромни плати во комуналец, видовме кои се платите, треба да си провери каде му се губи водата или кој нема фактурира или на крај кој ја краде водата. Затоа што во минатото јас имав една пресконференција за еден пратеник каде што комуналец му дал нелегален приклучок за вода. И нити институциите поведоа нешто
против този случай, нити па явното предприятие Комуналец. А може би такви случаи има уште милиони. Ајде да го погледнеме наредното прашање, дали ќе може. Како ќе направите мониторинг на деталните урбанистички планови кога сите се поминати преку Министерства, Влада и Совет на општина? Тоа што се поминати преку Министерства, Влада и Совет на општина не значи ништо. Не само ние ќе направиме ревизија. А да го направиме ревизија, че има мораториум за градење во централното градско подрачје. Тоа што пак ќе напомнам. Ако тие детални урбанистички планови го нарушуваат животот на граѓаните, значи ќе се прекинат да се градат. Одиме со наредно прашање. Повикувате дека платите во Комуналец се покачени, а се одобрени од председателот на управен одбор, кој е од редовите на СДСМ. Како го коментирате ова? Па јас на една моја... Ќе продолжиме. На една моја изјава за утрински брифинг не случајно кажав. Изгледа гледачот многу добро знае на што мисли со ова прашање. Значи, господинот Јанчев во Кавадарци контролира буквално се и владеа се. Така да ова прашање може да му го упати утре вечер на господинот Јанчев. Добро, одиме со наредно прашање. Да образложи подетално за регионалниот откупен центар, како мисли да го реализира. Па овак, кажав искуствено, овакви откупни центри има во регионот. Значи, овие откупни центри или локалната самоуправа ќе го изгради овој откупен центар, делот на функционирање ќе биде на следниот начин. Ќе изгради ладилници, внатре се става асталско грозје, да не се дешава како сега, трговец некој му се јавува на лозарот, да набере грозје, утре дента доаѓа трговецот на лице место и му кажува цена, не знам, X некоја, нема одговара на лозарот, али више го набрал и мора да го даде. Така да овој откупен центар ќе биде и за продажба и за чување на земјоделски култури за цел Тиквешки регион. Искуствено од вакви откупни центри функционираат Бугарија, Србија, Грција. Ово е само искуство од другите региони, за тоа што функционираат. Дали имаме други прашања? Имаме прашање. Дали господинот Тодоров ја знае цената на гасот на светската берза и дали е исплатлив за користење? Цената не ја знам, ама нели трендот на сите држави е воведување на газ. Значи, придобивката на гасот не е само во делот на цената, придобивката на гасот е и у делот на заштита на животната средина. Доколку имаме прашања, нека ги подготват од режија. Господине Тодоров, ќе продолжиме и со наредно што слушавме во текот на предизборната кампања на вашите пресконференции. Најавивте оброк за учениците од основните училишта, едносменско работење, исто така најавувате дел од училиштето, посебно Ваташа веќе работи во една смена. Некои училишта Така, колку ќе ја чини општината воведувањето на овој оброк? Ветуваат и во други општини, не само во Кавадарци. Колку ќе ја чини општината од буџетот ова? Ќе имаме ли пари да го менаџираме ова? Па ако имаме пари за организирање на Гроздобери 2018 и 2019 и давање на организацијата на маркетинг агенција од Скопје и плаќање 250.000 евра, значи за децата не треба да размислувам, мора да ја. Колку би ја чинела ова општината? Значи некаде во моментот во Кавадарци имаме околу 3.300 деца од прво до 9 отделение.
месечно тоа би дошло околу 10 евра од дете или околу меѓу 30 и 33.000 евра месечно за делот од програмата за платениот оброк или бесплатниот оброк за секое дете од прво до 9 одделение. Значи, гледате колку се вкрстуваат програмите на дебата на македонска телевизија. Јас во програмата имам од прво до 9 против кандидатот Митко Јанчев од прво до 5, после го слушам на Да, и он ветува од Собери прво до 9. и он ветува од прво до 9. Значи, не можеме ние да измислиме нови програми. Програмите на секоја политичка партија се вкрстуваат. Прашање е колку ќе се реализираат. Да. Тоа е она што го чекаат граѓаните. Да, тоа е клучното прашање. Како ќе делувате за почист воздух, особено во зимските месеци, кога апликацијата Мојот воздух покажува така поенормни податоци кои надминуваат над 50 микрограми на метар кубен? Дали во тој дел ќе превзимате активности? Знаеме дека одржувањето на чист воздух, особено во зимските месеци, е тешко со оглед на тоа дека голем дел од домаќинствата користат и јаглен се уште, меѓутоа се користат и енергенси кои дополнително преку издувните гасови придонесуваат за загадување на воздухот. Па е овака, ја прво нема да симулирам у делот кај се мерните станици, нема да ги прскам со распрскувачи, да симулирам дека у Кавадарци нема загадување. У Кавадарци има загадување, и тоа огромно. И тоа е меѓу првите 3-4 града во Македонија, почнувајќи од овој период па до средина на март. На жалост, првиот обид за локален или за ЛЕАП, за локален еколошки акционен план во општина Кавадарци е 2006 година. Сега беше на прикрај. Не знам дали се уште готов. Процедурата е во тек. Значи, тоа кажува дека ние немаме стратегија за екологија во Кавадарци. Прво, немаме анализа на загадувачи. Немаме регистар на загадувачи. Како што кажеме, екологијата е жива материја. Таа можеме, ние само не ја чувствуваме тука кај нас во Кавадарци во летниот период. Немаме регистар. Дали доколку добиете поддршка, добиете мандат, ќе работите на тоа да се... Значи не само што ќе работиме, него према сите оние загадувачи ќе бидеме без компромис, без милости. Значи тоа сакам да го ветам на граѓаните на Кавадарци и на цела општина. Значи, со оние уништувачи на човековото здравје ќе немаме милост. Ама за таа цел, значи, мора да имаме анализа, регистар на загадувачи, поставување на мерни станици, поврзување со веб апликации, да секој граѓанин точно може да види во нашата општина и во Кавадарци кој точно загадува. Јас нема да бидам како градоначалникот Митко Јанчев пред 6-7 месеци, кога беше аферата за мазут, он излезе на пресконференција, стигматизира една наша Добро, тоа беше посочено, мисля, че во една компанија, истражувачка новинарска и он приказна. како по обичај си експерт за се и се што па каже и некои статистики од делот на колку починати од канцер. По пладнето имаа средба со менаџерскиот тим на таа компанија, од утре во Кавадарци загадување нула. Ветувате дека нема да работите така. Сигурно. Добро, граѓаните слушаат, ги слушаат ветувањата. Ајде ќе продолжиме во интерес на времето, веќе 22:10, да продолжиме да им дадеме предност и на прашањата од гледачите. Патот Бошава-Конопиште, ако биде градоначалник, дали ќе го направи и што ќе направи за селата од Бошавијата? Патот Бошава-Конопиште не е локален пат, тој е регионален пат или
патен правец кој почнува од Димиркапија, Крњево, Мушогроб, Мрежичко, Рожден, Старавина, Витолиште. За тој патен правец има проект, ќе го излобираме да се направи. За жал селата од Бошавијата се запоставени и сите други села во нашата општина се запоставени не само од овој градоначалник, него и од сите градоначалници кои биле до сега на функција. Јас можам да ветам дека постепено ќе почнеме со ревитализација на сите села, не само на селата од Бошавијата. Затоа што и таму живеат наши граѓани и тие плаќаат даноци на оваа општина и на државата. Дали би се откажал од градоначалничката плата? Наредно прашање од наш гледач. Вашиот опонент тоа веќе повторно го најави. Добро, мојот опонент тоа му е пракса, ама гледаме за возврат за тоа што откажал он од неговата плата, па си уцртал елитни населби, колку што вредат, можеби 100.000 негови плати. Добро, меѓутоа законот вели нели дека со измената на генералниот урбанистички план може и да се бараат промени. Мојот опонент, за разлика од тоа што се откажа од неговата плата уште на 2017 година, за тоа си донесе и вработени во општината. Така да откажувањето од таа плата не донеси бенефит за општина Кавадарци, него плюс трошкови донесел. А секој што работе и треба да зима плата. Дали има во програмата внесено да се донесе вода од Лукар од Ресава до браната преку Брушани? Значи, дали имате во програмата вода од Лукар од Ресава до браната преку Брушани? Малку ми е... Овака прашањето не ми е баш јасно. Значи, владата со средствата од ТАВ програмата веќе има одобрено средства за водовод во населба Бруш. Ама не може Дали се мисли на тоа, не можам да разберам. Дали ќе го прекинете Тиквешкиот Гроздобер, бидејќи рековте дека многу кошта? Не, ни случајно нема да се прекине таа традиција по која што е препознатлив нашиот град Кавадарци. Значи, ова во контекст на тоа дека рековте ако не тоа кошта, ама ние имаме и уметници и луѓе што си го разбираат својот занај, што може да го организираат. Што може да ја организира таа манифестација. Добро, меѓутоа на една од седниците на Совет беше од Советот побарано да се професионализира самата организација, да се додели на маркетинг агенција со цел да се направи по-професионална манифестација, да се привлечат повеќе посетители, гости. Тоа беше, ми се чини, во еден од предходните состави на Совет и такво беше барањето, па потоа само континуитетот продолжи на ама ние се сеќаваме и на организации на Тиквешкиот Гроздобер и многу години изминати наназад и повозрастните наши гледачи на вашата ценна телевизија, каде што Тиквешкиот Гроздобер имаше многу повеќе содржини. Ако е содржина да дојде некоја балканска звезда и да се плати 30, 50, 70, 80.000 евра за два настапи, публика. Граѓаните сакаат некои од тие звезди од соседството, може би за жал ги деградираме нашите уметници. Баш тоа што го спомнав. Значи во такви манифестации мора да бидат вклучени и нашите гостители, значи немој да ги подценуваме лично. Мора да бидат вклучени сите интелектуалци, експерти, невладини. За да го добиеме идеалното. Одиме наредно прашање, имаме уште едно. Каков план имаат со училиштето и интернатот во Горна Бушава? Се што е запоставено од објекти кои се имот на општината, ќе ги проверим во каква состојба се
ако може да користат во својство на општината, затоа што тој дел добро го познавам, за настава во природа, ќе ги користим. За сега се толку прашањата од гледачите кои што ги имаме добиени. Тука ќе финишираме, господине Тодоров. Како ја оценувате предизборната кампања? Задоволни ли сте? Поминували онака како што се надевавте? Со оглед на тоа што од почетокот на самата изборна кампања, денес е више, утре завршува, денес е 20 ден, посетено ни е секое семејство во градот, со станоци, со секоја целна група. Ви кажав и пред малку дека на основи на нивни идеи и барања е правена и програмата најдоброто за мојата општина. И имаме феноменална советничка листа на која што носител е доктор Диме Коцев, спои на искуство и на млади луѓе профилирани во своите професии. Заклучокот е доста позитивно. Доста енергија влечеме од самите наши граѓани и ја чувствуваме таа енергија и се надевам дека таа енергија ќе ја донесе до победа, не се надевам, него и сигурен сум дека ќе ја донесе до победа на 17 октомври во недела. Типувате на еден круг или на два круга? Јас типувам на еден круг. Затоа што Кавадарци знае и да награди, знае и да казни. Денеска прочитав еден многу интересен пост на социјалните мрежи. Вика, ќе го цитирам баш, вика, кавадарчани се најопасни кога мачат. Меѓутоа на социјалните мрежи еве деновиве на вашите пресконференции, она што ми паѓа во очи, ја морам да кажам дека брише ми од коментарите кои што имаат навредлива, вулгарна содржина и така натаму, многу критики на ваша адреса. Се лутите ли на луѓето кои што коментираат? Не се лутам апсолутно, ги читам коментарите. Меѓутоа оние што се навредливите се најчесто профили кои што се лажни. Не се лутам воопшто, одар се на секој без разлика лажен профил или не, одар се тоа на домашно воспитување, на семејни вредности, на општествени вредности. Тука веќе ќе завршуваме, господине Тодоров. Еве, можност да се обратите до кавадарчани, вашите потенцијални избирачи на 17 во недела. Која е пораката од вас како кандидат за градоначалник на СДСМ? Повелете. Благодарам. Драги кавадарчани, во недела на 17 октомври бираме меѓу моралот, меѓу семејните вредности, меѓу општествените вредности. Бираме дали сакаме Кавадарци да стане ново Кратово од 90-те. Затоа ве повикувам да излезете масовно и да го дадете својот глас за бројот 12, за советничката листа, чија носител доктор Диме Коцев, и за бројот 12 кандидат за градоначалник Горан Тодоров. Ви благодарам. Ево уште едно ќе го испочитуваме гледачот кој што го поставил. Без разлика на исходот, дали во понеделник би седнале на кафе со Јанчев? Секој, ова е само политичка борба. Така, благодарам господин Тодоров што бевте наши гости во живо во ТВ Објектив и секако среќа на изборите во недела. Благодарам. Почитувани гледачи, благодарам што бевте на нашата фреквенција. Имајте пријатна вечер и секој добро со програмата на КТВ.